Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а ова е терминот за најновото издание на Правда и неправда. Мој вечерашен гостин е председателот на Судскиот ЕСНАФ, кој што воедно е и член на владиното тело за спроведување и имплементација на реформите во правосудството, врховниот судија Џемали Саити. Тој е еден од ретките судии кој што пред своето име и презиме има докторска титула. Она што е интересно е што целата своја високообразовна надградба ја стекнал на државниот правен факултет Јустинијан први, каде што магистрирал и докторирал. Магистрирал на интересна тема, која што е многу актуелна во последно време, посебните истражни мерки. А инаку, зад себе има и солиден политички бекграунд, бидејќи во јавноста е познат и од времето кога беше министер за локална самоуправа од редовите на Демократската партија на албанците, но го пометиме и по неговите ангажмани во Државната изборна комисија, каде што беше член, и во Државната комисија за спроведување на попис во 2011 година. За малкумина знаат дека кариерата ја почна и како новинар, мој колега во Македонското радио, а работеше и како адвокат. Оттаму верувам дека ќе имаме многу теми за разговор вечерва. Му посакувам добре дојде на судијата Саити. Добре дојдовте. Добре најдов и вас. Ова не е прв пат како доаѓате во нашата телевизија. Ја имавте таа чест и привилегија да ни бидете меѓу првите гости кои што дојдоа во телевизијата еден ден по отварањето, поточно на 30 март, денот на македонското правосудство. Точно. Веднаш да почнеме со оно што е најактуелно во моментот, а тоа како гледате на фактот што собранието не успеа да му го одземе мандатот на поранешниот пратеник Трајко Велјановски? Добро, со оглед на вашата широка елаборација на моето минато, разумно е прашањето каде што има елементи на правно-политички примеси. Така да ќе се надевам да давам едно мое видување. Значи, правните аспекти на таа постапка се познати, има барање за определување на мерка, судот постапува по тоа барање и го препреќа во собранието. И таа постапка, како што се развива собранието, сите сме сведоци, дека прв пат имаме пат ситуација во комисијата, гласање 4-4, и прв пат имаме ситуација каде што доаѓа до расправа без одлука по едно такво прашање, или пак втор пат е ова во последно време, но останува и натаму ова тема да биде главна тема на дебата и во политички и во правни кругови. Гледате ли тука елементи на обструирање на правдата? Па добро, зависи од кој аспект го гледате. Значи, ако ги гледате постапките, односно процедурите кои ги објасни председател на собранието, он ја префрлува вината на некои технички пропусти на друг, а не од негова страна. Ако ги гледате оправдувањето од председателот на комисијата за манdatни прашања, он ја префрлува на друга адреса, сепак на повидок е некоја комбинација која што во овој момент не можеме да ја дешифрираме до крај. Не е ли малку симптоматично еве ако за последниот случај со Велјановски велите има и такви аргументи и онакви, не е ли малку чудно што две барања од судот за одземање на имунитетот се покажаа како неуспешни, не само на Велјановски, туку и на Љупчо Димовски претходно? Значи, собранието мора да ја заврши својата работа. Иако јас по вокација сум поборник на некористење многу на мерки во однос на осомничени лица, но во оваа ситуација имаме конкретна ситуација за каде што проценило обвинителството дека е потребна таа мерка и собранието требаше да излезе со одлука, макар и со одбивателна. Значи, ваквата ситуација каде што немаме одлука, остава сомнеш дека некој не ја заврши работата како што треба. Останува времето да покаже каде е вистинската причина зошто немаме таква одлука. И дали е тоа обструирање на правдата, сепак постапката ќе се продолжи, но останува како тоа ќе се одразува во текот на постапката. Неговото присуство во ова гледаат политички причини
и некаква стара љубов на поранешните коалициони партнери кои што и на овој начин некако си помагаат. Добро, кога ме презентиравте дека во едно време бев и министер, во кулуарите на собрание дневно се креираат многу политики, имаат движења кои се менуваат секој час во однос на многу активности, па не исклучувам дека таквите комбинации се можни. Но останува повторно некој да ги докаже, односно да се види дали се такви или вакви комбинации. Се гледа дека се уште го има тоа на политичко искуство. Так. Затоа што судското релативно малку години сте, ако се земе во целиот ваш професионален бекграунд, судиското искуство е сепак поскромно и помалку. Да. Јас сепак ќе се задржам во овој судскиот дел. Многу контроверзии предизвика начелниот став неодамнаше на Врховниот суд, кој што беше донесен на 30 јануари околу роковите за истрага предвидени, рокот за истрага предвиден во законот за СЈО. И вие бевте од еден од врховните судии што гласа за ова. Кои беа вашите аргументи за такво нешто? Да, значи, многу беше интересна дебатата во јавноста околу ова прашање. Во одредени моменти отскокнуваше дури од... Чудно е што не била интересна толку во Врховниот суд, бидејќи според некои информации само една дискусија има. Не, точно ли е? Две имаше. Две? Втората беше моја, но некои личности се обидуваат секогаш да манифестираат од позиција на јас, но тоа не е тема на ова. Добро, едно било про, другото контра. Да. Но сепак, значи не беше без дискусија. Општата седница се состои од судии кои работат по оддели. Ова прашање беше разгледано од кривичниот оддел и представниците, судиите во кривичниот оддел веќе имаа оформено став, мислење околу ова прашање. И во ситуации кога нема спорни прашања, нема потреба да се дискутира. Патем јас во мене имам неколку начелни ставови кои се донесени многу поодамна. Да, сакате да ми го пресретнете прашањето, имаме затоа што многу експерти тврдеа дека Врховниот суд немал право да се впушти во градење на начелен став и се ставил во улога на законодавен дом. Па тие експерти, некои од пензионираните суди, професори и така натаму, без да ги согледат сите аспекти на правната регулатива и надлежноста на Врховниот суд, се опуштија брзо плето да даваат квалификации за тоа дали Врховниот суд може да влезе без да има две различни одлуки во носење на начелен правен став. Ке се согласите дека беше долга листата на оние кои што сметаа дека Врховен суд излегол од своите надлежности и се впуштил во автентично толкување на нешто што е работа на законодавец. Јас сметам дека таа листа напротив помала беше, затоа што во државата има многу повеќе експерти, одошто тројца или четворица кои го искажаа своето мислење, со кој што ја во принцип не се согласувам. Значи, и на 27 април имавме исто така расправа за позицијата на СЈО. Тогаш ја бев против тој предлог, но не излезе да се направи, не излеговме во јавноста да направиме дебата кој е во право или кој не е во право. Зборувате за употребата на бомбите? Не, зборуваме за правото на поднесување на барања за заштита на законот. Така, да. И тогаш една група сметаше дека е надлежен републички, друга група сметаше дека е СЈО. И немавме одлука. Во оваа ситуација, повеќето сметаа дека треба да се донесе ваква одлука. Патем при одлучувањето, неколку пати во Врховен имаме усвојување на начелни ставови, правни мислења со многу жестоки дебати, но имаме и ситуации кога воопшто нема и расправа, доколку прашањето е созреано на ниво на оддел. Така да, за мене воопшто не е симптоматично дали има дискусија или нема дискусија. Патем на крајот на краиштата, право е на секој судија како ќе се изразува на општа седница и не е воопшто во прашање со кое мнозинство, дали е со огромно или со тесно мнозинство. Што беше главниот аргумент? Што ве натера да гласате така како што гласавте? Значи, ќе одам јас редоследно. Ние моравме да влеземе затоа што со измените на законот за судови минатата година во мај, на тој политички пазар кој се постигна меѓу власта и опозицијата, се протна една одредба, тоа е член 6, каде што се направи измена на член 37 од закон за судови за надлежностите на општата седница.
И во тој член 6 се стави можноста адвокати да поднесат иницијативи до Врховен суд за земање на начелни ставови и начелни правни мишлења. Што порано не беше случај. Порано не беше. Порано се знаеше кој може да поднесе. Во таа ситуација барањето беше поднесено некаде во октомври, мислам, ако не порано. И во законот стои дека во рок од 6 месеци мора да се одлучи за тоа барање. Значи бевме во една нова ситуација каде што мора да се одговори. Сега да одговорам на вашето прашање. Ние ги согледавме сите аспекти. Членот 22 е многу јасен во однос на времето за покренување на обвиненија. Но членот 22 манипулира со два појмови. Во рок од 18 месеци да покрене обвинение или да запира постапка. Сега се поставува прашањето, бидејќи најспорно беше дали може да спроведе истрага после 18 месеци. Доколку вас или мене финалниот продукт ми е покренување на обвинение, а немам право да покренам после 18 месеци, дали тоа значи дека јас ќе водам истрага за да ја запирам во одреден момент? Тогаш доаѓаме во ситуација каде што тој што ја води истрагата свесно знае дека не може да покрене обвинение, бидејќи 18 месеца се истечели, а води истрага која што по редот на нештата, согласно член 5, став 5, сите материјали кои се наоѓаат во тоа обвинителство, а се смета дека не се во нејзина надлежност, треба да бидат доставени до регуларното обвинителство. Сега ќе ве прашам нешто. Што е поважно според вас? Дали ефикасна борба против корупција или пак рестриктивните рокови, кои што некои експерти сметаат дека тие се повеќе инструктивни рокови за да се спречи непостапување, а не постапување. Не. Што во ситуација ако е откриен криминал? Дали тоа значи дека треба да се прогледа и да не се отвори постапка заради роковите законските, кои што ќе признаете вие, знаеме и од праксата, и обвинителството за организиран криминал многу пати ги надминувал роковите во нивниот закон, кои што рокови се многу подолги од овие и од овој рок, кој што ќе се согласите, и тоа е општо познато, е резултат на политички договарања на луѓе кои што можеби и не се експерти, туку во тој жар на создавање на тоа на законот за специјално обвинителство, можеби барале некакво си политичко решение кое што ќе биде на средина. Значи, многу интересна теза отворивте, многу прашања отворивте и ќе се обидам да ги затворам. Значи, законот не е наивен и не се согласувам дека е политички жар, туку добро осмислена, членот 22 е осмислен многу добро од клучните фактори при договарањето. Значи, зошто мислите така? Интенцијата била таа обвинителство кој се вика специјално, значи по примерот на американски обвинителства кои се формираат за истражување на посебни прашања и кои имаат лимитирано дејство. И ова обвинителство по тој терк е направено и сега рокот 18 месеци, зошто е договорен, јас од кулуари и политички дознавам дека на финалето, кога веќе било договорено, бил нафрлен рокот 18, но е нафрлен, е во законот. Другите аспекти, дали е ефикасна борба, да. Но прашањето се поставува на следен начин. Тие рокови не се факултативни, току се задолжителни. Се што е врзано со рок на постапување во кривична постапка е задолжително. Ако вие ми поднесете жалба 16-тиот ден, ја ви ја отфрлам. Или КВП на 31-тиот ден. И тука без пардон, тоа е суровоста на правото. Тоа е суровоста на правото, и тука нема дискусија. Ке се согласите дека можеби моделот бил американски, но предпоставувам дека при изготвувањето и на законот, и на договарањето, никој не ни помислувал дека државни институции ќе прават такви обструкции како што беа правени во изминатиот период на едно тело кое што не можеше да почне да профункционира со целиот свој капацитет, токму поради обструкциите од институции. Значи, јас се согласувам на тоа што вие го констатирате сега.
но ние не можеме да компензираме. Повторно ќе се навратам. Правата на граѓаните кои се предмет на кривично правна обработка секогаш се посилни индивидуалните права од тежнењето за генерална борба против криминалот. И за држава како Македонија, каде што борбата против криминалот и корупцијата е врвен приоритет? Точно. Имате неколку одлуки на Европскиот суд, каде што тоа го покажуваат, особено со примената на посебните истражни мерки, со примената на разни институти, со правото на одбрана и така натаму. Така не би сакале ние, како држава, да водиме постапки кои знаеме однапред дека можат, или пак веројатно е, дека ќе бидат поништени од страна на Врховниот во оваа ситуација или од страна на Европскиот суд. И од тој контекст сметаме дека одлуката, односно правното мислење во кое што ние изразивме став, а мислење кое ги обврзува само нашите совети, беше добар обид да се разбуди целата политичка и правна јавност дека нешто треба да се случи околу статусот на овие предмети и околу статусот на СЈО. И мене ме радува што веќе ова зема правец кон решавање системско на статусот на специјалното јавно обвинителство. Патем, ако имавте време да ја чуете изјавата на амбасадорот Бели синоќа, и он потврди фактички тоа и нашиот став дека таквите предмети никогаш нема да згаснат доколку бидат преземени од страна на регуларното обвинителство до моментот на решавањето на статусот на СЈО. Добро, тоа беше и навестено и дури понудено од страна на обвинителството за организиран криминал. Може ли да се очекува дека Врховниот суд повторно ќе се занимава со бомбите како доказен материјал? Или сметате дека таа приказна е веќе завршен? Па, добро, за сега јас не знам дали има таква иницијатива во Врховен суд. Ние имаме еден став од апелациониот суд Скопје, каде што е изразено нивното мислење, но прашањето на бомбите по мене не е најклучното прашање. Ние и во досегашната пракса судовите засниваат пресуди врз основа на докази обезбедени на незаконит начин, доколку тие биле во полза на утврдување на вистината, но со една задршка. Обезбедени на незаконит начин не од страна на државата, туку обезбедени од луѓе кои се жртви на постапката и така натаму. Затоа што целта на незаконитоста на доказите е државата да не ги злоупотреби личната слобода на граѓаните. И тука е фокусот на незаконитоста на тие докази. Затоа сметам дека бомбите како индиции може секој да ги користи. Затоа што тие се индиции кои упатуваат на нешто кон откривање на криминално дејание. Освен ако со новиот закон за специјално обвинителство не се определи некоја рамка каде што ќе се каже дека стоп во духот на тоа што го рече самиот Па од дона што имавме можност да го видиме во досегашната фаза, не би требало тоа да се случи. Во овој контекст уште едно прашање. Колку сметате дека е сериозен удар врз суството тоа што се случи во изминатиот период, делум на амнестија, измени во кривичниот законник кои што водеа на некој начин во насока на застарување на некои предмети од СЈО? Во контекст на целото сега што го зборевме до сега и ова што го поставувате, дури со сите овие настани кои се случија, амнестии, помилувања, законски и незаконски измени, судството дури се покажа многу жилаво. Значи, замислете во оваа комбинација каде што секојдневно имавме некоја комбинација правно-политичка сервирана пред судовите и затоа сметам дека судовите покажа жилавост во однос на адаптацијата кон сите овие странични, но можеби потребни во овој момент упади во однос на функционирањето на судството. Се надевам дека кругот на тие продукции на закони од овој тип ќе се затвори и мојата голема надеж е дека поглавје 23 ќе не воведе во вистински правец и во вистински ред во однос на тоа што значи класично судство, класично владење на правото и системско решавање на прашањата и се надевам дека ќе немаме веќе вакви поднаводници екзибиционистички
варијанти на функционирање. Кога го спомнавте поглавјето 23, остануваат уште неколку месеци до јуни, кога треба да биде јасно дали ќе отвориме преговори со Брисел. Во една прилика, во еден ваш телевизиски настап, уште пред една година, кажавте дека е кусо времето, меѓутоа се надевате дека ќе стасеме. Сега тој рок е уште покус. Да. Дали сте се уште оптимиста, бидејќи јуни е за неколку месеци? Да, значи точно така изјавив. Тој рок се скуси уште повеќе со овие активности кои беа околу уставните измени. Јуни е уште тука блиску, но јас се надевам повторно дека со дополнителни сили и активности ние ќе успееме барем да ги отпочнеме преговорите. Јас бев дел на делегацијата во Брисел на предпристапните преговори и таму веќе ги видовме некои контури како треба да се одвиват тие предпристапни преговори. Колку се направените реформи до сега што се во правосудството се суштински и дали одат во вистинска насока, бидејќи општиот впечаток и во јавноста е дека се уште имаме не реформирано судство. Значи, очекувањата беа поголеми. Ќе биде многу директен и од мене лично како претседател на Сдружение и од судиите. И тие очекувања татем се остварија во многу помал обем од што беа планирани. Надежта е дека втората фаза на измени на Законот за судови и судски совет, која е во владина, односно собраниска процедура, ќе донесе посуштински промени, но во старт, јас неколку пати сум го кажал и во Советот за реформите, има одредени одстапки од стратегиските цели утврдени во стратегијата. Каде ги гледате најголемите одстапки? Најголемата одстапка е идната поставеност на судскиот совет. Во стратегијата ние утврдивме дека тој треба да биде полупрофесионален, каде што судиите ќе бидат ангажирани на непрофесионална основа во вршењето на таа работа и ќе судат своји предмети по примерот на некои земји од регионот. Таа одстапка, фактички тоа решение не се применува во новиот предлог. Добро, не се применува затоа што и оценките и околу тоа решение се многу поделени. Има и едно мислење според кое судиите можеби ќе се фокусираат на предметите, а работата во судскиот совет ќе ја доживуваат како споредна и нема да бидат ни подготвени. Тоа е подобро од што да ви се отуѓи член на судски совет. Ние имавме членови на судски совет кои не знаеја дека се суди, заборавија дека се суди и се однесуваа како да се страно тело. И токму целта беше они да бидат врзани со базата, да не можат да се отуѓат од секојдневните проблеми. Но се отстапи со некои објаснување дека тоа е противуставно и така натаму, но тие уставни и нормативни аспекти ги гледаше многу добро Комисијата за изготвување на стратегијата. Тоа решение беше усогласено со Брисел, таму учествуваа експерти правни од уставна и од секаква област, и тоа решение не беше нафрлено туку така. И јас сметам дека таа отстапка нема да оди до крај, ќе мораме ние сепак да се движиме во рамките на стратегијата, затоа што Брисел како основен документ ја прифати стратегијата. Сето друго, сите модификации моментални нема да донесат до крајното решение. Крајното решение ќе не упати, сите тие работи околу поглавје 23 ќе не канализираат да дојдеме повторно до решенијата во стратегијата. Деновиве повторно во посета на Македонија беше германскиот експерт Прибе. Вие сте имале во различно својство неколку средби со него. Колку од она што беше содржано во извештаите на Прибе и наша домашна задача е сработено? Бидејќи впечаток е дека многу малку од тоа е направено. Сега ќе морам малку повторно да си ги комбинирам правно-политичките видувања. Значи, тие експерти во многу ситуации потврдуваат дека Македонија има направено голем напредок во однос на реформите во судството. Но во различна ситуација ќе наидете на забелешки конкретни кои се однесуваат на конкретни постапувања во однос на реформите. Значи, генерално ја даваат оценката. Позитивната слика е за законската рамка, која што никогаш не ни била проблем и во најголема мерка ги следи и европските директиви. Меѓутоа, ќе се согласите, македонскиот проблем не само во судството,
туку и пошироко во другите сегменти имплементацијата на законите. Добро, он во својот извештај, додуше, кога, знам на што алудирате повеќе, он вели дека Македонија има релативно добро законодавство, има релативно добри судии, односно поголема група на судии ги задоволуваат потребите на професионалност и да, стручност. но зборуваше за една мала група на судии, зборуваше која за што бројка има која што влијание. беше не повеќе од 10. И Колку е сметаше... точно дека барал и од вас на тие средби да одговорите дали постои начин да ги детектирате и оние судии, ваши колеги, кои што во голема мерка влијат на лошиот имидж на судството, бидејќи излегува неколку извештаи во кои што се споменува судии кои што потпаѓаат по политички влијанија, се директно врзани со извршната власт, а реакција нема ни на судскиот совет, а богами ниту на Сдруженијето на судии. Значи не сте многу далеко од вистината дека некогаш барале произнесување околу таквата состојба од мене, но не на директна основа. Но одговорот секогаш мој бил дека тоа не е директна задача на Сдруженијето. Значи, судскиот совет е тој што го мониторира системот како функционира во судството. Да, но Сдруженијето на судии може да алармира на некои лоши состојби. Значи, ние не сме останали со скрстени раци во однос на алармирањето, но ние немаме механизми, ниту правни процедури со кои што би утврдиле состојба каде што ќе кажеме дека овој или тој судија е надвор од рамката или стандардот. Ние во рамките на Сдруженијето имаме еден етички комитет кој има советодавен карактер, е во фаза на функционирање, кој не може да даде конечен суд во однос на однесување и постапување на судија во постапката. Но секако дека ние при тие разговори ги алармираме пошироко некои девијантни појави. Ќе ви поставам две појави. конкретни прашања. Првото е што мислите за ветинг во судството? И дали е можен во македонскиот правосуден? Добро, опозицијата тогаш на сега влада силно го заговараше ветингот. Јас не заговараше генерален реизбор. Тоа е. Фактички завршува со тоа. Јас тогаш се спротивставав како председател на Сдружение и не кријам дека лобирав. Од оваа дистанца сметате дека сгрешивте? Не баш така, но ќе кажам сега, лобирав кај многу меѓународни фактори да не се случи реизборот. И тоа е квалитет. На минатогодишното обраќање мое за денови на правосудство истакнав едни реченици од типот дека е време на самопроверка преку нашите одлуки или само евалуација. Така рече. Сте запамтили и вие. Само евалуација. Тоа упатува дека во мојата глава се случува нешто во однос на тоа дали е потребна или не е дали е потребен или не е потребен ветинг. Како го замислувате тој ветинг? Предпоставувам некако во Албанија, каде што не идува и на многу се покажа дека Албанија е промашен. Тој, видејќи Албанија се наоѓа пред колапс. Целиот судски систем не функционира, затоа што од 20 на суди имате само 7 во Врховен суд и 1 во Уставен суд, така да премиерот и парламентот и некои други се сега и суд и влада. Да, меѓутоа и многумина суди, стотина мора да се заминат. И се дојде до колапс на институциите. Но јас повторно тврдам, Македонија е многу подалеку од состојбите во Албанија во однос на резултатите од ветинг. Генерално и тврдам одговорно, честни суди и професионални, кои действувале во различни услови, политички и економски во Република Македонија. Кога зборувам политички, економски, социјални, има кога тоа го велите, мислите суштина. И за степенот на корупција во Албанија и Македонија, дека е различен? Да, дека тоа е различен, дека начинот на избор, на евалуација, тоа се сосема два различни система, дури извештаите меѓународни го покажуваат тоа. Значи не одрекнувам дека ние имаме слабости, но ние сме далеку во однос на тие позиции, но не сметам дека сме идеални и дека е потребно нешто да се направи. Но во тој контекст, кога ги спомнав политичките констелации, социјални и економски, на вистина треба да се создадат услови за судиите, почнувајќи од нормативните аспекти, функционалните, економските и така натаму. Затоа што ваквата состојба
неиздржлива во однос на нашите напори за креирање на судии со интегритет и судии кои ќе одговорат на новите предизвици. Затоа што се наоѓаме во сосема нова политичка ситуација каде што ризиците од работа, потребите се сосема поинакви од за некои судии кои действувале многу порано. Добро, вие зборувате за оние судии кои што живеат од плата и функционираат од плата, меѓутоа ќе се согласите дека има голем, добар дел ваши колеги, судии, кои што добро живеат во македонски услови. Дали може би за судиите треба, како и за избраните и други именувани функционери, Државната изборна комисија малку подлабоко да закопа и да се антикорупцијска и да се провери потеклото на имотот и како некои судии дошле до толкави имоти недвижнини и живеат и премногу комотно, а може би тоа не можеле да го стекнат од наследство или од плата. Јас се согласувам. Тоа е работа на комисијата и сите анкетни листови се објавени, имоти се објавени на веб страната и тоа треба да го направи час поскоро. Значи, секој судија има објаснување од каде му е имотот веројатно и тука треба да се проверат само фактите дали се согласуваат со вистинските наоди. Во последниве месеци се случуваат некои чудни процеси во Романија. Веројатно ги следите, повеќе илјади романци излегоа на улиците на Букурешт и други поголеми градови да ја бранат правдата, па дури и застана против некои законски измени. Ке дочека ли Македонија таков ден? Значи, кога ке бараме повеќе правда. Едно од слоганите на шарената револуција беше нема правда, нема мир, ама некако како и шарените да се уморија од таа битка и се повеќе се разочарани од нивото и квалитетот на правда во Македонија. Значи, јас кога ја слушав таа информација, односно таа вест од Романија, посакав во тој момент да сум дел од таа група на судии кои протестираат. Но навистина е потребно во државата да се креира критична маса која ќе застане зад некои процеси во државата. Изминатите години успеа Сдруженијето на судиите малку да ги охрабри судиите, но повторно ќе кажам, во нас има многу калкуланство. Во многу ситуации се соочувате од еден колега во разговор кој е неформален или неофицијален да има ваков став, кога треба да се каже ставот јавно, ретерираат тоа. Затоа сметам дека таа активност е за поздравување во Романија. Како ќе заврши, не знаеме, вие бевте дел. Не е ли тоа што претходно го кажавте малку разочарувачки, бидејќи предпоставка дека судиите треба да бидат луѓе со интегритет, со кредибилитет и да имаат еден степен на поголема лична храброст од останатите професии. Сепак, секоја чест на банкарските службеници, меѓутоа ризикот и одговорноста на судијата, исто како и на новинарите и други професии, не може да биде ист. Одлучуваат за човечки судбини, можат од нивната пресуда, одлука да зависат судбините на илјадници луѓе. Добро, прашањето на интегритет е првото прашање. Но за да имате интегритет треба државата да ви обезбеди гаранции законски и секакви други кои стојат. Една од гаранциите имате доживотен мандат. Не е тоа гаранција. Судија кој суди денеска кривично дело, предвидена казна доживотен затвор, нема никаква заштита. Тој оди по улици и ризиците се негови илјадници. Значи никој не внимава дали он е во опасност или не, а работи за просечно 60.000 дена. Некој ќе каже па тоа е многу, во ред. Но ризикот негов е 5 пати поголем. Можете ли да ми кажете, сигурно ги имате вие тие бројки, колку е просечната плата по категории на судови? Колкава е просечната плата во основните судови, во апелационите и во Врховниот суд? Не би можел точно да кажам, бидејќи ги немам сега тука. Просечна плата во Врховен суд на судија со просечен стаж од 20 години е некаде 65.000 денари. И тоа се јавни податоци. Апелација имате 3 до 4.000 пониско. Основните судови почнуваат од 50 и нешто илјади, заклучно со организиран криминал каде што може да стигне до 60.000. Значи варијацијата е некаде од 50.000 до 65-70.000
врховен зависно од годините на стаж и некоја друга бенефиција која има однос на председател на СОВ и така натаму. Тоа се јавни податоци. Да, во последните месеци судиите некако беа многу унисони кога стануваше збор за надоместоците и од повеќе судови беа најавени тужби против државата за неисплатените надоместоци во изминатите 2 години. Каков е исходот од средбите со владата? Затоа што впечатоките на јавноста дека судиите се најединствени кога се удрени по джебот и дека во тој дел се прилично изедначени во ставовите, најавуваат тужби кон државата, иницијативи пред Уставен суд. А за други работи некако не се единствени во ставовите. Судиите се покажа многу жилави. Значи се најдоа пред едно искушение. Јас како председател на Сдружение и управниот одбор ги водеше овие активности. Веќе 3 години интензивно го актуализирам прашањето пред повеќе министри за правда, министрот за финансии мината година. Имав до сега најмалку 5 средби со премиерот на владата, од која една беше во форма на преговори и ги искажавме нашите ставови во однос на решавањето, системското решавање на прашањето на платите. Меѓу другото, зборувавме и за додатоците кои беа воведени 2015 година декември со функција 2016 година. Дали надоместоците го решаваат проблемот на статусот на судиите? Не го решаваат. Надоместоците се прашања кое навистина не треба да постојат, бидејќи прво отварат многу административни работи за председателите на судови, второ можност за субјективизам и така натаму. Суштински прашањето го решава измената на коефициентот и одмрзнувањето на основицата. Ние имаме замрзната основица по законот за избрани и именувани лица, но доколку ги гледате многуте прилози по кои се основи избрани и именувани лица зимаат други надоместоци, судиите немаат никаква друга сатисфакција освен платата и овие надоместоци кои се појавија и кои не беа исплатени 2016 година. Спроведовме интензивни активности. Собранието формираше на Сдружение на суди и работна група, утврдија потреба, односно можност дека има правен основ да се утужат. Судиите покажаа воздржаност во поголем дел да не тужат и дадоа предност на преговорите. Ке беше многу интересно судии да се јават како тужители пред своите колеги. Има. Значи, веќе ние имаме сигурно 30 до 40% од вкупната бројка на судии имаат тужено. Останува прашањето дали ќе ги повлечат доколку почне реализацијата на договорите. До каде сте во преговорите со владата? Па добро, тие владата дел од судиите не се задоволни од исходот од преговорите. Значи многу суптилни и многу, да кажам, не се наивни тие преговори. Значи владата понуди пакет кој по мене личи земи или оставај. Во тој пакет понуди да се исплати одредена сума од заостанатите надоместоци и други... сума што беше спомената во јавноста 120 милиони Не, значи по пресметките секој судија за 14 месеци истакна побарување од некаде 300.000 денари. Владата се согласи да подмири 200.000 по судија денари. И вети дека со ребалансот ќе се обезбедат 120 милиони денари да се покрие целиот пакет на тие побарувања, но вети и дека ќе се пристапи кон корекција на коефициентот и одмрзнувањето на основицата, со тоа што ги обзнани бројките и за годинашниве додатоци кои треба да се исплатат, со тоа што остави тоа да се реши по ребалансот на буџетот. Одредена група на судии не искажаа спремност да почекат дали може ова да се реализира или не, бидејќи нема формални гаранции. Судскиот совет, председателите на сите судови и председател на Врховен суд и Сдружение на судии донесоа заклучоци каде што му дадоа предност на спогодувањето, односно на договорот. Минатиот понеделник јас до владата доставив писмо каде што побарав да се отпочне со реализација на активностите по динамиката која беа договорени. До денес немам одговор. Сигурно што ќе биде вашиот следен чекор? Следниот чекор ќе биде разгледување на севкупните активности и веројатно ќе има чекор во насока или на промена на ставот визави понуденото или
чекање на реализацијата. Но дали судиите ја бијат само својата битка, бидејќи општо познато е дека судската администрација има многу ниски плати, дека неколку пати имаше најави за штрајк, кој што се сеќавате пред 2 години го парализираше судството. Да, значи и некои судови дадоа поддршка, меѓутоа се уште е ситуацијата не променета и статус. Во една прилика пред 2 години јас учествував како посредник заедно со председател на судски совет кај министерот и други личности во однос на изнаоѓање на решение за администрацијата, но неретко јас во јавните настапи изјавувам дека треба ова прашање да се реши и за администрацијата. Дури некогаш сум имал забелешки од одредени судии кои знаат да кажат дека тие имаат свое здружение, свој еснаф и они може да се борат сами. Но секогаш ние сме оделе паралелно. И веќе логично е додите паралелно, бидејќи судската администрација ви е главната логистика. Но и да не е логистика, тие се колеги кои работат исто што и вие го работите, односно јас. И така, веќе минатата година имаме измени на законот, каде што владата ги внесе и административците во делот на лица кои ќе имаат право на надоместоци за 2019 година. Со надеж дека 2020 ќе нема надоместоци, а ќе има коефициент покачен за сите чинители во судството. Дали сметате дека треба нов закон за плати на судиите да се направи или да се ревидира постојниот? Нов закон или интервенција во 2 одредби, односно одредбата која се однесе на коефициентот и на основицата. Јас немам ништо против јавните правобранители, но по последните измени јавен правобранител, заменик јавен правобранител има плата колку судија на апелационен суд. Значи незамисливо е странка во постапката кој го штити во оваа ситуација државниот интерес да има плата колку еден судија на апелационен суд. Што е она што би ве задоволило како судии? Дали тоа да се врзе коефициентот со другите останатите 2 власти, со законодавната, со носителите на функции? Коефициентите не варираат кој знае колку многу во однос на носителите на властите. Но тие други власти имаат други бенефиции преку кои доаѓаат до повисоки примања. А судиите се стеснати во еден мал обрач каде што ја имаат платата, дури не можат да обават никаква друга дополнителна дејност во однос на, да кажам, сега имаме мала либерализација дека може судија да предава на факултет. Да, за тоа треба посебна дозвола од судскиот совет. Е така, значи затоа сметам дека коефициентите немаат голема разлика, но треба да се согледа дека оваа власт е посебна власт, бара посебни услови и од тие причини ќе треба да се обезбеди посебен коефициент кој треба да ја одрази вистинската состојба во однос на нивната функција. Судија Сејти, во едно од вашите настапи рековте дека судиите станале свесни кои се двата нивни најголеми проблеми. Тоа се транспарентноста и довербата на граѓаните. Дали нешто е направено во изминатиот период и во поглед на едното и на другото? Да. Кога станува збор за транспарентноста, во последно време сте повидливи и вие и обвинителите, меѓутоа некако потешко изгледа се остварува оваа втората цел, враќање на довербата или градење на доверба, ако веќе не зборуваме за враќање на некаква доверба. Тоа значи дека имало некогаш доверба голема. Транспарентноста е услов за градење на доверба. Но довербата е многу проблематично прашање. Вие може да градите една година доверба, со една одлука пропаѓа све. Значи, флуидна е ситуацијата. И затоа многу пати јас настојувам на постојаност на действувањето во однос на мерките на доверба. Од тој аспект ние веќе и вие сте дел од тој проект. Пристапивме кон градење на посебни мерки за транспарентност. Развивме програма преку поддржана од Американската амбасада, неколку работилници каде што нели ја осознавме потребата од комуникација помеѓу медиумите и судиите, затоа што медиумите треба да ја транспонираат, да ја пренесат одлуката и ставот на судијата во јавноста на погоден начин. Успеавме, дојдовме до заклучоци дека треба да се соработува и нели донесовме заклучок дека можеме да формираме некое тело кое што го нарековме судско-медиумски совет по типот на Масачусетс. Таму сте вие председател, јас
искрено ќе кажам и пред гледачите дека јас сум задоволен како тоа тело ги остварува своите функции. Добро, не ми беше идејата сега да... Идејата јако што не би била, но мораме да го истакнеме. Да не излезе сега дека го користиме и злоупотребуваме просторот за само промоција, меѓутоа... Прашањето на телото е многу интересно и вие пред да влеземе во студиото рековте дека дури представува модел во регионот за некои земји кои сака да го прифатат. Јас не верам дека нашиот е искреиран и скултивиран до крај, но има добри основи како е поставен. Значи, најдена е правната рамка, формата, функцијата, вие донесовте стратегија за действување, во текст се активностите... Добро, во овој момент нешто слично вакво тело нема, ни на Балканот, ни во Европа. И сметам дека резултатите се видливи. Значи, сега судиите имаат одговорност повеќе кон вас, новинарите, да се јавуваат, да пристапат, да споделат информација во рамките на таа информација која е за споделување, но и судиите гледат дека медиумите со поголема одговорност, внимателност пристапуваат. Тоа не значи дека вие сте ставени во некоја рамка или обратно, но таа взаемна соработка по мене... Дали тоа значи дека судиите малку го напуштаат оној гард што беше кон новинарите? Да, конечно го напуштаат, затоа што вашиот приод го овозможи тоа, затоа што во минатото имавме ситуации на полуинформации и пласирање. Патем и во многу семинари, вие сте чули дека новинарот кога нема информација ќе пласира полуинформација. Така е, меѓутоа имаме една друга појава што мора да се регистрира, а тоа е дека во последните години македонското новинарство изгради еден вид специјализација во делот на судството. Точно. И тоа и се гледа бидејќи и фокусот и на медиумите некако стана политичките прилики, тоа го наметна темите од правосудство да бидат едни од најзначајните и многу фреквентни во програмите. Тука јас морам да ја поздравам вашата активност на вашата телевизија која е многу динамична, но исто така морам да ја поздравам и активноста на ОПСЕ и Основен суд вчера со промоцијата или завчера кога вчера беше на медија центарот кој значи уште еден чекор напред кон создавање на услови за потранспарентно судство. И сметам дека граѓаните ќе имаат можност да имаат генерална слика во однос на судството, затоа што сепак тој што губи во спорот има секогаш недоверба во судството, но битна е генералната слика во однос на меѓутоа многу ваши колеги до неодамна не сакаат да признаат дека постојат проблеми во судството и начинот на кој што се гледа на судството. И тоа некако се обидуваат да им го припишат на новинарите, дека повеќе станува збор за перцепција, дека нема проблеми. Дали надминавте една ситуација од пред година и пол, ако не се жалам, кога дел од вашите колеги суди го напуштија Сдруженијето на судии во знак на револт поради изборите во судскиот совет? Да. Значи, Сдруженијето... Ви забележаа дека недоволно ги штитите нивните интереси? Јас мислам дека тука тие одлуки беа неразумни и повеќе колеги се враќаат назад. Кај нас секојдневно некој пристапува, некој излегува. Но причината за таа група која излезе беше неоправдана. Лоша одлука на судски совет, криво е Сдруженијето. Лоша одлука на друго место, криво е Сдруженијето. Не е тоа прашањето. Значи, судиите треба да покажат мала жилавост. Патем ќе кажам дека во двата извештаи за напредок се нотира улогата во првиот извештај, ќе бидам нескромен, ќе кажам на новиот председател тогаш, а во вториот адвокатската улога на Сдруженијето во заштитата на интересите на судиите. Тоа се извештаи кои амбасадорот Богар ги подели во сите важни институции, каде што се нотира, а од друга страна повторно можам да кажам дека на 5 места до 6 во стратегијата се нотираат активностите на Сдруженијето. Било да се во насока на креирање на предуслови за нова законска регулатива, било во однос на креирањето на услови за заштита на судиите од влијание и така натаму. Тоа се должи на амбициозноста на председателот и на управниот одбор или? Па добро, или сплет на околности. Ја повеќе би рекол сплет на околности, но и ние дотуркавме малку се. Добро, долги години Сдруженијето на суди се доживуваше како туристичка агенција и дека на некој начин
не остварува целта и покрај тоа што има една долга листа на надлежности во описот на она што треба да представува ова еснавска организација. Ние успеевме за овој период да искреираме едно тело за етика, едно тело за медиуми, стратегија и програма конкретно за реализација за регионално вмрежување, подпишана декларација во Охрид за регионално вмрежување. Успеавме да ја седнеме владата на преговарачка маса. Резултатите ќе видиме кои се. Успеавме судиите да ги извадиме од канцелариите, да ги носиме по многу настани да ги искажат своите ставови. Доколку кликнете на нашата веб страна ќе видите дека многу активности се реализирани и сето тоа е во функција на охрабрување, градење на мерки на интегритет и така натаму, но сепак останува да се признае дека мерката, односно интегритетот е лична категорија. Зависи од други предуслови, но секој судија треба да се бори за својот личен интегритет и треба да гради мерки на интегритет. Што беше полесно? Да се биде политичар или сега судија? Да не кажам за на време новинар кога бевте. Значи во сите овие активности јас наоѓам предизвик и во секој од овие предизвици во одреден момент има добри страни и лоши страни. Значи, но не едно ќе нотирам, действував секогаш во многу сложени услови. Сега морам да ве прашам, бидејќи во еден период бевте член на Државна изборна комисија и тоа од редовите на ДП-а, сега во моментот има еден активен предмет на специјалното јавно обвинителство Титаник 2, каде што на обвинителна клупа се најдоа ваши колеги од претходниот состав на Државна изборна комисија. И во тоа време лидер на ДП беше Муса Мендух Тачи и сега. Ви се случило ли за време на седница на ДИК телефонски да ве побара? Тогаш лидер беше господинот покојниот Армен Џафери. После го замени Тачи. Да, се случило ли? Во тоа време, да. Вие бевте во времето на... Значи, да не навлегувам во тоа како ќе заврши овој предмет, бидејќи може да биде предмет на наша обсервација како суд. Но во моје време кога действувавме, ние бевме делегирани од политичките партии. И де факто таа врска со политичката партија не можеш да ја прекинеш. Бидејќи вие сте полномошник на политичката партија во тој момент. И не велам дека не сме имале телефони, но не можам да кажам дека сме имали од ваков или од таков тип на комуникација. Затоа што мора да ги координирате активностите, ќе ви се јават за нерегуларност. За вашиот проблем нема да се интересира другата партија, туку мора вие да се интересира. Да, но предпоставувам не и како треба да гласат. Не, тоа е прашање кое што треба секој да го реши. Затоа што верувам дека таму биле избрани, како и сега, профил на кадри кои што треба да имате една правна култура, меѓутоа и правна логика. Но повторно велам, се плашам да не лизнам во искажување на став околу предметот. Законот, самиот поим представници... Па да се изземете по да, представници на политички партии е многу проблематично прашање до каде е неговата слобода на действување во однос на врската со партијата. Но останува тоа да се види. Судија Сејти, ви благодарам за вечерашното гостување. Се надевам дека се чувствувавте пријатно сега на мојот простор во Правда и неправда, бидејќи минатиот пат бевте во отворено студио, и дека ова нема да биде последно гостување во ова својство. И верувам дека резултатите ќе вложат со ефекти. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете на програмите на 1 ТВ и не го менувајте каналот. Се гледаме за 7 дена на истото место и во истото време. Иван, тоа ми кажа